Имаме добитник чиј главен интерес е вештачката интелигенција. Особено сум импресиониран што интересот кон оваа област го води нашиот најдобар млад научник во изнаоѓање решенија кои би се користеле во здравството и во спортот. Токму оваа хумана димензија во научната работа на доктор Христијан Ѓорески треба да ни биде и потсетник дека се што правиме треба да биде и во полза за човекот. Тоа беше јавен конкурс на кој што се аплицира. Нормално е кога аплицираш да имаш некои очекувања. Меѓутоа бев пријатно изненаден кога ми соопштија дека јас сум токму добитникот на таа награда. Најдобриот млад македонски научник работи во област за која светот има поделено мислење. Вештачката интелигенција, како што кажав, многу често се дожива како нешто негативно, дека во одреден момент роботите би можеле да превземат многу работи, би можеле да станат свесни на некој начин, ако смеам да кажам, и би работеле едноставно против човештвото, против креаторот на роботите. Меѓутоа, јас не сум поборник на таа теорија, јас сум повеќе ја доживувам вештачката интелигенција како алатка со која што ние би се користеле секојдневно со цел да би си го олеснале секојдневието и секојдневните активности. За вештачката интелигенција во Македонија малку се знае, а уште помал е интересот за неа, па Христијан за својот научен подем барал алтернативен пат. Во Словенија, Институтот Јожеф Стефан по-конкретно, имаат одредени научни проекти и имаат потреба од млади истражувачи. Се пријавив на тој мејл, значи се случи преку имејл комуникација. Ме избраа за праксата, бев 2 месеци на пракса, видов дека е доста интересно, дека можам многу да напредувам во тој круг, на тој институт. Условите беа одлични, тимот со кој што работев, мојот ментор, професор доктор Матијаш Гамс и мојот коментор, доктор Митја Луштрек, беа одлични, кои што ми дадоа одлични насоки како да го водам моето истражување. Проектите на кои што работев, повеќето беа меѓународни проекти. Мојот брат е исто така проложи по моите стапки, моментално е на докторски студии во Словенија. После Словенија следниот чекор беше Англија. Моментално си во Англија, веќе си 5 месеци таму. Во Англија сум моментално во Брајтон веќе 5 месеци. На универзитетот во Сасекс, вработен сум како постдокторски истражувач. And you're using actually some sliding window, in this case 10 seconds, where you try to find for these 10 seconds what is the activity of the user. For example, the user might be sitting or standing or lying and similar different activities. Долго време размислував каде би продолжил, што би продолжил и Англија ми беше интересна опција, бидејќи Англија е доста напред во научните води, доста се ценат истражувачите и научниците од Англија. Потенцијалот на Христијан брзо бил препознаен во земјата на Хокинг и Фарадеј. На неговиот ум и идеи веќе се потпираат познати светски компании. Првиот проект е го подпишавме со една, не би смел да го кажам името, меѓутоа една од најголемите кинески телекомуникацијски компании и производители на мобилни телефони. И правиме истражување за нив конкретно за препознавање на транспортот, односно како мобилниот телефон би можел да препознае кога корисникот патува со кола, со воз, со автобус, кога корисникот има некоја активност како што е одење или трчање, кога е во затворен простор, кога е надвор. Дали може би имате размислувано со твојот брат да работите на некој заеднички ваш авторски проект со оглед на тоа што и тој се занимава со истата струка, нешто што ќе му дадете ваш личен печат? И многу често сме размислувале дали е можно и како е можно да направиме нешто сами свое, дали некоја
компанија која што би била спин-оф од некој меѓународен проект, бидејќи сега меѓународните проекти се повеќе нудат таа можност, доколку има некој интересен продукт, да се основа компанија која што произлегува од тој проект, и Европска унија се повеќе го мотивира таквиот начин на работа. Значи тоа би била една опција. Well, it's good that you're laughing. It seems like you're happy. It's for filming. Се трудам да бидам што е можно поактивен, спортски активен, најчесто посетувам теретана, се трудам тоа да биде 2 до 3 пати неделно. Во последно време исто така почнав и со трчањето, кое што ми е некоја нова активност. Многу сум среќен што Брайтон конечно успеа и ја имам таа среќа веројатно и чест да од следната година ќе играат во Премиер лига, односно во првата англиска лига. Така да се уште не сум бил на нивни надпревар, меѓутоа дефинитивно ќе одам кога ќе играат во Премиер лига, односно следната сезона. Балансирајќи помеѓу времето за науката и времето за себе, Христијан вели дека често му недостига родниот прилеп. Но свесен е дека за она што го работи, границите се многу подалеку од Македонија, Словенија, па и Англија. Науката затоа е многу интересна, бидејќи ги отвара вратите, односно едноставно истражувачот или научникот го има светот на дланка. Значи не е битно каде си, можеш да бидеш многу добар научник и како што сами рековте, можам да бидам секаде на светот, зошто не би бил дома. Тоа е едно мислење кое што превладува кај мене во последно време.